Она која што дефинитивно како заклучок го извлековме е 4 денари државата ќе интервенира за Вранецот и Смедеревката. 2 денари ќе интервенираме за високосортното грозје. Дополнително остануваме на субституција на транспортот од 20% на транспортните трошоци на наливното вино, 30% на субституција на транспортните трошоци на флашираното вино и ја отворивме новата можност према сите откупувачи кои што работат во нашата земја да можат да откупат винско грозје и да го извезат како винско грозје за да ги намалиме количините со една стимулативна мерка која што е дополнително денеска испонудена токму према нив, а тоа е ако откупат 12 милиони килограми сите заедно, ние ќе ги видиме на царинските декларации, ќе добијат 2 денари субвенција на тие 12. Ако се откупени и извезени надвор од државата помеѓу 12 милиона и 25 милиони килограми, ќе добијат 3 денари на сите тие количини што ќе ги откупат. Ако поминат и откупат повеќе од 25 милиони килограми и ги извезат надвор од државата како винско грозје, директно ќе добијат 4 денари. Целта е да стимулираме сето тоа што го има како залихи брзо да излезе и се продаде надвор, а при тоа да има и глад, односно жет да се откупи она што е домашно овогодишно производство. Верувам на тој начин преку сите пазарни механизми ќе ги избалансираме работите. Испраќам сериозен апел до винарските визби кои што беа на состанокот и дадоа збор да си останат 11 денари Вранец, 9 денари Смедеревка. Државата дополнително 4 денари интервенции ќе се ги заврши. Ако успееме целото ова да го организираме, а тоа значи да се откупи целото производство, од 4 денари, 2 денари уште ова година ќе ги пуштиме. Некаде ноември до декември, до крајот на годината ќе ги пуштиме. 2 си остануваат во редовната исплата за следната година, која ќе се однесува на реколтата 2020 година. Се со конечна цел да им се најдеме на граѓаните